Македонската власт само ги потврдува ставовите на Бугарија дека македонскиот јазик бил вештачки само на политичка територија на една држава. Македонците кај источниот сосед гневни на едностраната изјава на МНР велат поразително на што сама си го прави државава. Првиот човек на Омуилинден Пирин, Сдруженијето на македонците во Бугарија, Стојко Стојков, порачува дека тие говорат дијалект на македонскиот јазик, па вели нејасно како тој дијалект владата сама не го признава. Предупредува дека со ваквиот документ македонските политички чинители ја поткопуваат борбата на македонците во Бугарија. Само се подкопува, бидејќи ако македонскиот јазик е формиран од дијалекти кои што се зборувале само на територијата на Република Македонија и така натаму, тоа пак имплицира дека прво нема надвор, не се зборува надвор од Македонија, второ на некој начин се имплицира одредена вештачкост на тој јазик, само одредена политичка територија, значи не од дијалектна територија. И плюс тоа подкопува нашата борба за права, бидејќи бугарската позиција на чија што основа тие ги негираат нашите права е дека нема објективна основа да се тврди дека постои македонско малцинство. Стојков порачува дека она што посебно загрижува е подчинетоста на македонската власт пред Бугарија, со цел на официјална Софија да ја се удоволи се што бара. Она кое што е многу вознемирувачко е дека пак доаѓа до израз една специфична страшливост на македонската влада. Ако може така да направиме и некоја изјава што да не се налути многу бугари. Мислам со таков период далеко не може да се стигне. Според првиот човек на Омуилинден Пирин, проблематичен дел во односите меѓу Скопје и Софија е реципрочноста. Вели не може едната страна да бара да стане државотворен народ, а другата да не го признава малцинството во Бугарија, зашто поддршка има и од Македонија, која јасно кажува дека се грижи само за лицата кои имаат државјанство, што не е случај кај многу македонци во Бугарија. Вели жално е што власта во Македонија, не само оваа, туку и сите други, го свртеле грбот на македонското малцинство. Не може за едната заедница да се бара да влезе во уставот, па дури да се бара да влезе како државотворен народ, кој што е веќе чист абсурд, но од другата страна за македонското малцинство не само да не се бара ништо, туку дури да се прифаќа неговото негирање. За нашето малцинство да бидеше признаено му требаше поддршка од некаде. За жал, нашето малцинство, иако ние не сме малцинство кое што припаѓа на бездржавен народ, како што има во Европа, за жал ние сме малцинство што нема држава за себе. Покрај македонските малцинства против оваа декларација се кренаа речиси сите македонисти. Единствен кој јавно ја брани е професорот Људмил Спасов, кој е шеф на Советот за македонски јазик на владата. Чудно е зашто МНР остануваат глуви на сите реакции, па и покрај се не ја менуваат оваа декларација.